أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Секоја благодарност, секој ден хамд ќе го изразиме до Аллах Азза ва Џал, Господару на сите светови, владару на судниот ден. Салават и селам ќе донесеме на Аллаховиот миленик и пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, врз неговото честно семејство, дружина, асхаби и сите они кои што го следеле и ќе го следат се до кијаметскиот ден. Почитувани браќа, почитувани сестри, почитувани следачи на порталот prdogorci.mk, дозволете ми најпрво да ве поселавам со исламскиот поздрав Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Нека Аллаховиот мир, спас, беричет, рахмет бидат врз сите вас. Нема сомнение дека се наоѓаме во овој мубарек месец на Рамазан и Шериф. Мубарек месец кој што е познат и целта на овој месец секако е лааллакум таттакун. Вие да бидете богобојазливи, онака што ќе ни спомнити самиот Господар Субхану ва Таала во неговата возвишена книга, велејќи: Ја ејухалладина аману кутиба алейкум ус-сијам кема кутиба ала алладина мин qablikum лааллакум таттакун. О верници, овие кои што верувате, пропишан ви е постот како што му беше пропишан оние пред вас, се со една цел вие да бидете богобојазливи. Нема сомнение дека богобојазливоста е темел на секоја една работа. Самиот пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем тоа го укажува, советувајќи го и на Муаз ибн Џебел радијаллаху ан и на Ебу Зер радијаллаху ан, велејќи му во два различни совети и кажувајќи му да се плашат од Аллах каде и да се. Војно нашиот Господар Субхану ва Таала во неговата возвишена книга ја спомнува богобојазливоста како збор во 275 места во неговата возвишена книга. Додека го наредба, на околу 70 места му наредуваат на робот да се плашит на различни места и во различни фокуси. Нависна Аллахово Субхану ва Таала право кај неговите робови е вистински да се плашат од него. А тоа наредба е упатена до сите луѓе од Адем алейхи салату ва салам па се до последниот човек на земјата. И затоа Аллах Азза ва Џал во неговата возвишена книга ни вели: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. И ние на тие на кои им е дадена книгата пред вас, а и на вас ви заповедаме да се плашите од Аллах Субхану ва Таала. Но не само што на сите синови, на сите луѓе му е заповедано, и на самиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, Аллах Субхану ва Таала му наредува, велејќи му: Ја ејухан набију тақилла. О пегамберу, плаши се од Аллах. Но што е тоа богоплашливост? Најдобро ќе ни посведочи збороите кога халифата Умар ибн ал-Хаттаб радијаллаху ан го праша на Убеј ибн Кааб и му рече: што е таква? А на тоа Убеј ибн Кааб радијаллаху ан ќе му рече: о емирул муъминин, о халифо на муслиманите, дали некој си одел по пат по кој има трње? Рече: да, одев па таков пат. Па повторно ќе му рече Убеј ибн Кааб радијаллаху ан: како одеше, на каков начин одеше? На тоа халифата на муслиманите Омер радијаллаху ан ќе рече: внимавав, пазев каде газам, да не нагазам на трн, да не се повредам. На тоа Убеј ибн Кааб радијаллаху ан ќе рече: тоа е богобојазливост. Нависна верникот
муслиманот и муслиманката мора да внимаваат каде ги ставаат нивните чекори, какви дела прават, да знаат дека Аллах Джелешануху постојано ги гледат. Да знаат дека авала ја'ламуна анна Аллаха ја'ламу ма юсирруна ва ма ю'линун. Да знаат дека навистина Аллах знаат што тие скриваат, што тие покриваат и што тие изнесуваат јавно. Во време на Умар ибн ал-Хатаб радијаллаху ан, кој беше халифа на муслиманите, се слуша една случка која што нам ни сведочи за богоплашливоста на првите муслимани. Имено Умар радијаллаху ан забрани да се мешат млекото со водата, затоа што тоа е чин на изневерување, чин на лажење, чин на измама. Па така Умар радијаллаху ан, од негова пракса беше секоја вечер да нагледуваат ситуацијата во улиците на Медина. Да види дали има некој мака, да види дали има некој проблем, да види дали некој за нешто имат потреба. Па така една вечер, нагледувајќи ги куќите на муслиманите, видел една куќа како има цветто. Па Умар радијаллаху ан не со цел да шпионира, не со цел да кодоши, не со цел да имат некоја лоша намера, туку со цел да не имат мака во таа куќа, да не има некој зор во таа куќа, да не има нешто со кое што ќе треба да поможе. Умар радијаллаху ан ќе се доближи, па ќе биде сведок на еден разговор. Ќе види како мајка и ќерка разговарат. Мајката и вика на ќерката: "О ќерко, донеси вода да туриме, донеси вода да го помешаме водата со млекото, да имат поголема количина за утре, кој ќе излеземе на пазар, да го продадеме и да заработаме повеќе пари." Меѓутоа ова ќерка, ова побожна ќерка, ова ќерка која што знаеше дека Аллах гледат, и рече: "О мајко, зарем не знаеш дека халифата на муслиманите, Умар ибн ал-Хаттаб радијаллаху ан, нам ни го забрани ова?" На тоа ова мајка ќе речит: "О ќерко, од каде ќе знае Умар?" А Умар радијаллаху ан е надвор и го слушат и е сведок на овој разговор. Од каде ќе знае Умар дека ние ќе го измешаме млекото со водата? Сега сите спијат. Меѓутоа, ова побожна робинка на Аллах субхану ва таала вели: ако Умар радијаллаху ан не знаат, тогаш господарот на Умар знаат. Ако Умар спијат, тогаш господарот на Умара, Аллах субхану ва таала, не спијат. Него не го фаќат ниту сон, ниту дремка, и тој за све е известен. И после овој разговор него измеше млекото. Отредента Умар ибн ал-Хаттаб радијаллаху ан ќе му рече на синоите: "Кој од вас сака да се ожени со една побожна девојка?" Па ќе го испрати својот син Асим, кој ќе се ожени со таа девојка, но па од таа девојка ќе се роди еден побожен владар кој што е познат како петти халифа на муслиманите. Ќе се роди Омер ибн Абдул Азиз, кој што во негово време ќе има толка благодет, толкаво богатство, што докаде што ќе биде муслиманска држава, немат да има ниту еден гладен, нема да има ниту еден сиромав. Што значи дека од чесен, од побожен брак, од вистински брак кој е базиран на богобојазливост, се раѓаат вистински побожници и вистински херои. Па почитувани брајче и сестри, замислете еден свет во кој секој е богобојазлив. Замислете како би се однесувал учителот кон ученикот и ученикот кон учителот. Замислете како би бил односот на газдата кон работникот и работникот на газдата. Како би изгледало семејството колку би се плашало од страна на Аллах Джелешану. Замислете какво би било тоа општество. И затоа нашиот Господар субхану ва таала вели: "Ја ејюхелладина аману ин таттакуллаха јаджаал лакум фурқана." О, вие кои што верувате, ако се плашите од Аллах, па Аллах Джелешану ќе ви даде фурқана, ќе ви даде стално да бидете на вистината, да одберате и да разликувате добро од лошо. Исто така нашиот Господар субхану ва таала вели: "Ва ман јаттакиллаха јаджаал лаху махраџа." А оној кој што се плашите од Аллах, он ќе му даде издес. "Ва јарзукуху мин хајту ла јахтасиб." Исто така ќе му даде риск од онаму каде што не се надева. Така е, почитувани браќи и сестри.
Оној кој што е богобојазлив, Аллах никваш нема да го остави без излез. Тој ќе му даде решенја таму каде што луѓето гледаат зид и риск, таму каде што луѓето гледаат сиромашња. Ова го потврдуваат и многобројни примери од животите на нашите праведни претходници. Кога халифата Мансур е избран за халифа, ке него влезе еден од табиините. Еден од табиините кој што се нарекуваат Муқатил ибн Сулейман. Влезе ке него и Мансур му рече: советувај ме. Па му рече: кажи ми каков совет посакуваш. Совет кој сум го слушнал или пак совет кој сум го доживел. Совет кој сум го видел со сопствени очи. Па халифата Мансур му рече: кажи ми, дај ми совет кој си го видел со сопствени очи. Па да видиме кој е тој совет кој што овој табиин го видел со сопствени очи. Па продолжуваат Муқатил ибн Сулейман: о халифа Мансур, бев и видов, бев сведок кога халифата Омер ибн Абдул-Азиз беше на смртна постела. Па му остави на наследство на своите деца 18 динари, а имаше 11 деца. Наследство му остави 18 динари. 5 се потрошија за чефин, 4 за гроб, а останатите 9 да се поделе меѓу синоите. И бев сведок кога халифата Хишам ибн Абдул Мелик исто така имаше 11 деца. Меѓутоа за секој еден син поединечно им остае по 1 милион динари. Омер ибн Абдул-Азиз за 11 деца остае 9 динари. Што значи дека не му остае дури ниту по 1 динар. Додека халифата Мансур му остае за 11 сино 11 милиони динари. Нова историја не завршуваат и ова случка не завршуваат тука. Велит Муқатил ибн Сулейман: валлахи видов со сопствени очи како еден од синовите на Омер ибн Абдул-Азиз доаѓаат и 100 коњи ги делит на Аллахов пат. Ги делит како садака, а неговиот татко не му остава ни вредност како 1 денар. А валлахи, о халифо, видов со сопствени очи како еден од синовите на Хишам ибн Абдул Мелик, кому татко му остава 1 милион денари, стои пред џамија и пред улици како пружит рака, просит и питат. Па затоа го опрашале на Омер ибн Абдул-Азиз: што ќе им оставиш во наследство на своите деца, а ти си халифа? Тој рече: такваллах, богобојазливост, побожност. Ако бидат добри, побожни, свесни за Аллах, па Аллах побожните, добрите, Аллах нема да ги остави на цедило. Тој ќе ги помогне. Ако не бидат побожни, тоа за со моите работи да ги помогнам во забранети работи. Па затоа, почитувани браќа, навистина човек во секоја ситуација треба да знае дека Аллах Джелешануху постојано го гледат. Се ова што го спомнавме за богобојазливоста не се само збори, не се само истории, тоа е животен пат. Вистинската вредност на човекот е инна карамекум а индаллахи аткакум. И навистина со најголема, највеличествен ке Аллах субхану ва таала, најсакан ке Аллах субхану ва таала, со најголема позиција е токму оној кој што се плаши од Аллах Джелешану. И затоа наредба на Аллах субхану ва таала до сите нас е: ја ејухелладина амену такуллаха хакка туқатих ва ла темутунне илла ва антум муслимун. О верници, плашете се од Аллах со вистинска богобојазливост и немојте да умрете на некој други начин, освен како муслимани. Ја го молам Аллах субхану ва таала преку овие примери, преку овие кратки совети, преку овие примери да не напред од оние кои што ќе се плашат од Аллах Джелешану, кои што наум стално ќе имаат дека ва инна алейкум лахафизин, и навистина вие имате двајца чувари, кирамен и катибин. И тие се кирамен и катибин, ја'ламуна ма таф'алун, и кои што тие знаат вие што правите. Па ја го молам Аллах субхану ва таала во овој месец на Рамазан и Шериф да Аллах субхану ва таала не напред и ја достигнеме целта на побожноста. Ја го молам Аллах субхану ва таала
На нашите постови да Аллах субхану ва таала ги укабули, на нашите намази да Аллах субхану ва таала ги примат, да нашите дови бидат укабулени, да нашите добри дела се кренат кај Аллах субхану ва таала и на крајот од овој мубарек месец на Рамазан и Шериф, излеземе чисти од гревови. Почитувани браќа и сестри, накрај да ве поселам уште еднаш со исламскиот поздрав: Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.